Христијан Андовски, ученик во средното училиште Коле Неделковски од Велес, освои второ место во финалето на Европскиот квиз на парите, најголемо европско надпреварување во сферата на финансиската едукација. Победниците ги објави Европската банкарска федерација. Првото место го освои представник на Шпанија, а трето пласирани се представници на Чешка. Второто место во Европа Андовски го освои во конкуренција на голем број надпреварувачи од 28 држави. Според податоците на ЕБФ, преку онлайн платформата Кахот, оваа година бројот на учесници на Европскиот квиз на парите е значајно поголем во споредба со минатата година. Ова е втор успех за наши ученици на Европскиот квиз на парите. Минатата година, кога нашата земја првпат учествуваше во овој квиз, европски вице-шампиони беа Викторија Панова и Марко Ингелизов од гимназијата Кочо Рацин од Велес, кои што претходно беа победници на националниот надпревар. Македонската банкарска асоциација соопшти дека повторувањето на успехот на европско ниво од младиот велешанец Андовски уште еднаш потврдува дека интензивното вложување во финансиска едукација на младите од земјата веќе дава видливи резултати и преку интересот на младите за стекнување знаење во областа на финансиите, но и преку подигнување на нивото на нивната финансиска писменост. Дополнителен показател за ова е тоа што годинава во големото европско финале на Европскиот квиз на парите најбројни беа представниците на нашата земја. Андовски ја имаше искористено можноста што годинава ЕБФ ја даде заради глобалните околности со пандемијата на COVID-19. Во финалето на Европскиот квиз на парите, преку онлайн пристап да може да учествуваат сите заинтересирани, вклучително и учениците кои што претходно не учествувале во националните надпреварувања, наведува МБА. Македонската банкарска асоциација го организира учеството на нашата земја на Европскиот квиз на парите во соработка со Народната банка и Комисијата за хартии од вредност и со поддршка од Министерствата за финансии и за образование и наука.